Добро вечер со ново издание на Отвореното студио. Вечерва со мене Наум Стоилковски, а вечерва тука во ова отворено студио се 4 прекрасни мои гости кои што имаат една грижа која што веројатно ги загрижува сите не само во Скопје, туку и во Македонија. Тоа е големата болка што во моментов сите ја преживуваме, а тоа е каков воздух дишеме и воопшто дали дишеме или се труеме. Добро вечер за Верица Андреевска Спасовиќ, Ели Пешева, Аријанит Џафери и Мими Кимовска Христов. Нивните функции ќе ги прочитате доле, да не ги сега редам сите еден по еден, да не губиме време. Добро, дишеме или се труеме. Ели Пешева од коалиција О2. Потпишаа сите кандидати за градоначалници една декларација, една заложба дека екологијата ќе биде на врвот. Видовме од локалните избори дека екологијата беше во топ приоритетите при настапот на кандидатите за градоначалници. Помина локалните избори и веднаш дојдоа проблемите со дишењето, ама тоа е веројатно заради 15 октомври. Лош тајминг им се погоди на новите градоначалници, веројатно ќе беа малце покомфорни ако ова се случуваше локалните избори во март, па ќе можеа да имаат барем 6 месеци да се подготват. Но да, можам да кажам дека ние како владина непартиска комплетна граѓанска иницијатива, значи на доброволци, волонтери, на загрижени граѓани, сме навистина задоволни што успеавме за еден краток период од една година колку што постоиме како граѓанска иницијатива во која што обединуваме и други граѓански иницијативи бидејќи сме коалиција, да се организираме и навистина да се дадеме за работа. За една година многу работа се заврши и притисокот ми е драго што можам да кажам дека се интензивираше, но не остана незабележан, бидејќи за многу кратко време успеавме темата на чистиот воздух, на здравата животна средина да ја наметнеме да биде една од главните на која што ќе се зборува и ќе се дебатира. Инаку знаете и сами дека таа тема беше маргинализирана, комплетно како што беше маргинализирано и министерството кое што се занимаваше со оваа проблематика. Токму затоа сакам да прашам. Рековте многу работа се заврши, што работа се заврши ако ги имаме истите проблеми? Видите, немаме сега ние волшебно стапче за да ги решиме проблемите не, во еден месец. Има кој треба да ги реши. Па дури ни тие, бидејќи ова е проблем кој што е таложен со години и кој што нема брзо решение, но има самото решение треба да биде системско. Значи ние не можеме да решаваме делови. Значи или ќе се решат на пример сите општини во Скопје во исто време да ги преземат сите мерки кои што се драматично непопуларни веројатно кај дел од населението, но тоа мора да се стави еднаш крај за да можеме сите да го добиеме она што и уставот ни го гарантира, право на чист воздух и здрава животна средина. Право на живот. Така е. Она што ние го направивме, значи е веднаш по завршувањето на парламентарните избори изготвивме еден пакет на мерки, на итни, краткорочни и долгорочни мерки, кои што значи тоа е огромен документ со повеќе од 100 страници кој што го доставивме и до владата, значи до премиерот и до Министерството за животна средина, и до Државниот инспекторат се разбира, а пред локалните избори успеавме да ги повикаме и да дискутираме и да ги натераме да се согласат да потпишат сите кандидати за градоначалници, значи за градот Скопје кој што беа, значи Аријанит знае дека така беше и во Тетово, значи исто така и во другите општини, значи како Аеродром Карпош, Кицела Вода и така натаму, што може да заклучиме дека конечно сите без разлика од која партија доаѓаат и од кои градови доаѓаат, се согласивме дека чистиот воздух и екологијата ни е проблем број 1 во моментот на граѓаните. Само накратко за да го направиме овој прв круг со представување, каква е состојбата во моментов? Ужасна. Ужасна. Среќа што денеска заврна, знаете, ние како племе на индијанци се молиме за дожд или за ветер, бидејќи во оваа Скопска котлина само тоа не спасува. Аријанит Џафери, Еко Герила Тетово. Каква е состојбата во Тетово? Ели посочи дека сте ги натерали и таму да потпишат декларација, ама многу декларации имаме видено за многу прашања и се останало како слово на хартија. Па така е, и кандидатите за градоначалник на Тетово потпишаа еден документ кој се така се нарекуваше 5 заложби кон тетовчаните, со тоа што баравме од нив било кој ќе победеше, веќе имаме значи нов стар градоначалник.
да се залагаат за тие 5 точки кои се воглавно поврзани со животната средина во Тетово. Тетово малку подобро од минатите години дише со тоа што веќе едниот од најголемите загадувачи во регионот го снема, значи не работи веќе загадувачот Југохром, при што од затварањето до ден денеска значи загадувањето се намали до некои одлични 60%, но не сепак тоа што треба да биде. Значи сепак не е дека дишиме целосно чист воздух. Нормално е дека преку летно време воздухот е многу почист. Сега со грејната сезона почнува малце да се загрозува таа состојба, со што загадувањето, еве сега проверив, значи се покачи на некои 150 микрограми во метар кубен. Што тоа значи? Тоа значи дека е 3 пати над дозволеното сега во Тетово. Сега рековме дека Југохром се затвори и дека тој проблем е решен. Имавме и 20 пати над дозволеното. Ова некако ни дава некоја надеж дека можеби ќе биде подобро. Сепак, значи, има уште други проблеми кои треба да се решаваат во Тетово. Тие проблеми кои што ме интересираат во Тетово. Југохром беше еден од загадувачите. Како се реши тој проблем? Им беше наложено да стават филтри. Така, значи... Но тоа дали е решение затворањето? Тогаш ајде сите да затвориме скроз индустријата и да се преселиме на, не знам... Мислам дека тие се затворија поради тоа што не го испочитува законот и законските одредби кои предвидуваат за такви загадувачи да си ставаат филтри. Имале доволно време, доволно рокови кои сите ги пробија еден по друг, значи не сакале, едноставно не сакале да си го решаваат овој проблем. Но како и да е, значи, затварањето на Југохром го реши, да кажам, делумно проблемот, со тоа што загадување нема, но имаме една фабрика помалку каде што луѓето нема да работат. Сега, нашето барање, како Екогерила, цело време било да владата го принуди овој загадувач да си ги постави филтрите. Во ниту еден момент ние не сме побарале да се затвори фабриката. Напротив, сме барале да ги постават филтрите и да работат и по потреба и со целосен капацитет, пошто до некој момент работеле само до пола капацитет, па можеби и до 40% од капацитетот. А во момент кога тие би ги поставиле филтрите, би можеле и целосно и 100% да работат и да се вработуваат уште други луѓе. Значи не сме против тоа, напротив сме барале да се прилагодуваат на тие барања кои произлегуваат од нашите закони и нашиот устав и со тоа да се подобри економијата на жителите на тој регион. Но Југохром не е единствениот загадувач што е тоа. За другите мерки ќе продолжиме. Ајде да продолжиме со представувањето. Мими Кимовска Христов, доктор од клиниката за детски болести, активист за чист воздух, исто од коалицијата О2. Ајде, каква е од здравствен аспект состојбата, особено кај децата? Што не значи дека возрастните не ги засега. Сите од името на О2 коалицијата за поканата и за учеството во оваа емисија. Кај децата конкретно, значи не е само кај децата, тоа е кај целокупната популација. Децата се секако најзагрозена. Се смета дека се најзагрозена популација категорија. Тука спаѓаат не помалку и бремените жени, хронично болните, особено оние што се со респираторни и кардиоваскуларни заболувања и старите особи. Сепак децата се оние кои што се најактивни, некако под 5 годишна возраст посебно, и кои што имаат и најмногу и број на циклуси, значи респираторни циклуси, па кои ќе играат, трчаат или тоа се зголемува и секако се најподложни на аерозагадувањето. Било да се работи на надворешното или пак она што го нарекуваме внатрешно загадување, бидејќи ние во моментов не можеме да се лишиме од внатрешното загадување. Секој отварање на врата на просторија, мислам прозор, ке нас обидувајќи се да излуфтираме нашата просторија, домашна просторија, нас не навлегуваат тие сите загадувачи внатре. Сега загадувачите се различни. Значи тоа може да бидат гасовите, може да бидат различни течности во вид на некакви си капки, ситни, распрстати, и она што нас посебно не интересира и оние кои што најмногу придонесуваат за Air Quality Index фактички, се оние PM2,5 и PM парчикулометар, што се 10 честички, PM2,5 и PM10.
Посебно опасни се, бидејќи се многу ситни, многу мали, PM2,5 се некаде отприлика 30 пати помали во диаметар од влакно човечко. Сега замислете колку е тоа мало и колку многу брзо навлегува во респираторниот систем. И сега да не ги плашиме, најопасните и сега ајде да не ги плашиме, ама мора да Мора да ги објасниме. плашиме, Да. И да ги исплашиме. И да Што ги тоа исплашиме. всушност предизвикува? Што тоа предизвикува? Нема да ги ставам само од овде децата, ќе ги ставам сите. Сите. Значи сите лица кои што се подложни на ваков загаден воздух, вакви екстремни загадени. Значи луѓе одат на работа, носат деца Така, во градинка, апсолутно. мора да се излезе Апсолутно. надвор, секако Така. воздухот и дома ни влегува, не е дека не е, посочивте кој ќе отвориш Така. да се изблокира Само или било тоа како. загаден воздух кој ќе кажете дефиницијата, тоа е присуство значи на штетни супстанции, значи супстанции кои што го повредуваат човечкиот организам. Сега, тој може да биде повреден од горе до доле, сепак најподложен е респираторниот систем. Што Респираторниот систем ќе предизвикува потешкоти во дишењето. Значи прво, кашлица, намалена респираторна функција, намален капацитет на белите дробови. Понатаму предизвикуваат оние хронични обструктивни заболувања. Ги или ги влошуваат истите како оние кои што ги имаат. Астмата е и текако, значи на врвот, пример во Индија, астмата е број 1, сепак класифицира како број 1 причина за летален исход на пациентите кои што се третираат во болниците. 7 милиони жители во 1913 година од Светската здравствена организација, меѓу кои што најголем број се деца, се починати како резултат на загадувањето на воздухот. Мислам, ова се податоци кои што ги нафрлам, меѓутоа мора да ги знаем. Сето тоа тоа е респираторниот систем. Респираторниот систем, лан кенсер, значи белодробниот карцином, во последно време доминира и во нациите кои што се непушачки, а кај што има загаден воздух. Значи, условно непушачки, значи Да ке се непушачки. концентрираме во Македонија. Каква е состојбата? Имаше еден наслов во медиумите. Добро, малце и И кај шеговино, нас се имаше. бара кревет повеќе на детската клиника. Каква И е на состојбата? детската клиника и морам да кажам и во болницата за детски респираторни заболувања Козле. Таму е речиси и преполно, бидејќи се сепак респираторните болести најчесто кај децата. Тие се го ослабнуваат имунитетот на респираторниот систем, меѓу другото, и сега доведуваат, значи полесно да ги нападнат и сите други биолошки микроорганизми, значи малите организми, бактерии, вируси, значи ќе доведат и до пнеумонии и така натаму. Тоа е респираторната проблематика. Меѓутоа, не помалку важна е и проблематиката од кардиоваскуларен карактер, да речеме. Бидејќи од заболувањата, голем дел се кардиоваскуларни, знаете зошто? Бидејќи PM2,5 частичките и гасовите, значи многу гасови од нив, сега да не ги набројувам, тоа се цела една плејада на гасови штетни кои што се ослободуваат при горењето, согорувањето, значи воопшто во воздухот. Кардиоваскуларниот систем зошто е подложен, затоа што PM2,5 ја поминува во капиларната мембрана, што ја нарекуваме ние. Тие се толку многу мали да влегуваат во крвотокот. Чим влегуваат во крвотокот, приштетуваат крвните садови. Така да како голема втора група би дошла некаде кардиоваскуларните заболувања. Кардиоваскуларни заболувања, инфарктите, тука ги редиме, атеросклерозата и како причина и како последица на атеросклерозата разни други заболувања, мозочните инсулти се исто така како последица на ова, се разни студии и истражувања кои што јас успевав години наназад да ги прочитам, откако почна проблемот, да речеме, со загадувањето на А воздух. се води ли некаква статистика каква е состојбата во Македонија и во Скопје? Искрено да кажам, ние Пошто веќе нели сте истражувале, сте читале, сте дел од нели од оваа коалиција која што Да, сум дел активен член, меѓутоа искрено да ви кажам, јас треба мислам Заводот за епидемиологија да излезе конечно со статистики, знам дека имаме и наш член таму, мислам и наш поддржувач, така да мислам дека наскоро ќе излезе и таа Ако статистика. дозволуваш нам, јас само еве Светска здравствена организација за Македонија, значи податоците што ги има, нивните податоци се дека загадениот воздух е причина за смрт на повеќе од 2800 наши сограѓани, а според Европската агенција за животна средина, таа бројка е уште поголема, 3400 некаде. 3600. Така, Добро, отприлика. имаме од Значи- светски, немаме од наши. Тоа ми беше прашањето. Значи се води Веројатно ние сме испратиле треба- податоци. Треба да се направи вкрстување на податоците, предпоставувам, од повеќе различни институции за да добиеме прецизни Референтни. Ја ги прочитано, Да. меѓутоа сакав да видам дали имаме дома истражување или кога ќе дојде пациент да се рече да, од тоа е причината.
Верица Андреевска Спасовиќ, на крај, но тоа не значи дека е многу помалку значено од друго. Вие сте поддржувач на онаа акција на Точак, што подолго време делува низ Скопје и мислам дека е виновна за покачување на степенот на свесноста не само кон загадувањето, туку и на алтернативниот враќањето на алтернативниот превоз, што е еве и од лично искуство ќе кажам многу поефикасен и побрз во градскиот метеж. Сега, од една страна е загадено, се вели не излегувате надвор, внимателно кога дишите пробајте да како да ѓнювите, нели? Но од друга страна се вели ајде на Точак. А јас не гледам барем низ Скопјево некој да носи маска. Ајде вашето искуство. Прво благодарам што ме викна да бидам во друштво на вака убави луѓе со кои што и приватно се дружиме и организираме многу акции граѓански. Јас сум еден од многуте поддржувачи на акцијата на Точак. Тоа се едни прекрасни луѓе кои што успеа од ниво на граѓанска активност да прераснат во чинител и во носител, еден од носителите на одлуките во градот Скопје барем, кога се однесува до јавната инфраструктура, до патеките за велосипедисти, така што градот веќе активно ги вклучува во сите носења на одлуки, во сите планирања за ова инфраструктура и резултатите веќе може да се видат. Како што кажа, мене ми треба 15 на 20 минути од центарот на градот да стигнам до вашево студио. Со автомобил ми требале од прилика половина час минимум, ако не е во 4 или во 8 сабајле. И апсолутно сум поддржувач на тоа дека секаде во Скопје може да се стигне на Точак. Скопје е еден рамен град кој што има над 230 сончеви дена во годината, луксус кој што го немаат многу европски градови, а сепак се поразвиени на овој план. И Скопје е град во кој што велосипедската култура постоела пред 30 или 40 години. Се изгубила со воведувањето на автомобилите како главно превозно средство, меѓутоа сметам дека сега е дојдено времето конечно да и се вратиме на таа велосипедска култура заради сите нас. Исто така знам според некои статистики на Републичкиот Совет за безбедност во сообраќајот дека половина од сите дестинации во Скопје се пократки од 5 километри. Значи денеска влегуваме во автомобил за дестинација помало од 5 километри, а тоа е најмногу 10 минути на Точак. Зошто да не го направиме тоа на Точак? Беше порано оправдување, нема патеки, беше оправдување, ама не е безбедно. Меѓутоа сега веќе главните сообраќајници имаат велосипедски патеки. Покрената ли е онаа свесност за велосипедизм? Сметам дека е покрената, затоа што гледам се повеќе луѓе на Точак, освен кога врне, вака тоа не е секогаш проблем на скопјаните, меѓутоа... Но, ние одговоривме на прашањето, нели? Да. Зошто, еве, прашање до сите, не се користат заштитни маски, ако веќе, нели, дали користите вие на велосипед? Искрено, лани прв пат набавив таква маска, затоа што почна да ме вадат од памет бројките што ги гледаме на апликацијата Мој воздух. И набавив таква маска, меѓутоа, за жал, ретко ја користам и Мимиеве вчера веќе ме искара дека треба да почнам. Се уште не сме навикнати на тоа, но јас сум сепак повеќе за тоа да направиме нешто да го намалиме овој број на честички што го гледаме на Мој воздух, за да можеме повторно да живееме во еден нормален град, кај што има воздух за сите. Џафери, дали има некаква рефлексија на ова на Точак акцијата низ Скопје, на велосипед правилно литературно македонски, во Тетово? Па јас имам велосипед и се возим со велосипедот низ градот. Проблемот во Тетово е што нема ни патеки за велосипедизам, значи и тие малку што постојат се веќе зафатени од паркирани автомобили или маси од ресторани и кафичи извадени на тротоари и на такви патеки, така да нема инфраструктура Тетово за развивање на таква култура, жално е. Но сепак има повеќе од што би очекувале луѓе кои користат велосипеди, точаци, значи и за рекреација, но и за нивните дневни потреби. Како што реков јас самиот кога треба да идам на работа или треба да идам негде, користим Точак и многу ми е полесно отколку да користим кола за која немам ни паркинг место кај да се паркирам. Значи, Тетово е еден од градовите, можеби најголемите градови во Македонија што нема јавен превоз. Бројката на регистрирани автомобили со тетовски таблици стои некаде над 40.000,
а бројката на местата за паркинг во Тетово се движи некаде од 400 до 600 такви места. Значи, на ваква ситуација и да не сакаш, вака условно да кажам, да бидеш културен со точак, ќе мораш некако да се движиш поради тоа што немаш никај да се паркираш. Иако ние сме познати за дека ги сакаме многу нашите коли, не е вистина, не ги сакаме многу, пошто некогаш мораме на вакви времиња, кога има врнежи или кога има снег, например, кога треба децата да ги носиме на училиште, автобуси немаме, пешки не може да идеме со мали деца кои ќе настинат, точаци не може да користиме, ни остануваат само тие коли кои нема никај да ги паркираме кога ќе ги носиме децата на училиште. Така да мислам дека е еден комплекс од повеќе проблеми во Тетово што се одразува на тоа што загадувањето сепак и таму е високо. Иако сме биле на прво место, мора да се фалиме, во Европа и во светот неколку пати. Од докторски аспект, прашањето што го поставив до Верица е како сега на точак и како на велосипед и како да пешки и да не користиме возила, а се препорачува да не се излегува надвор, мора да се стигне некаде, како да се заштитиме и дали воопшто да се користат во загадените периоди. Јас искрено да кажам, имам дома човек кој што 11 па и пол, да речем, месеци користи само кога ќе падне снег, користи точак. Така да знам дека може да се функционира со точак. Ги користи маските на вистина. Што покажуваат маските? Дали Значи, еве, тие маски се со да, филтри, да. специализирани, да објасниме, тоа не се оние медицински маски за нели преку уста и нос. Специјални, сколку што се со посетни пори за да можат повеќе да фатат, толку се нели подобри направени и нормално нели со поголема цена и така натаму. Меѓутоа, кога сакаш да го правиш тоа и кога имаш желба да возиш точак, ќе мораш да набавиш во Скопје во моментов таква маска. Мислам, дефинитивно, бидејќи се зголемува и респирациите, знаат самите. Јас верувам дека сите се подразберат. Да не подразберат дека само за... Мислам, посебно за оние кои што сака да возат точак, велосипед, затоа што тие и најмногу дишат. Забрзано дишат, циркулацијата забрзана, така да има и зошто. Една маска, се сеќавам кога беше извадена, видов на неја за една жолтеникава, зеленикава, црна материја. Тоа беше чудо и кажав во истиот ден, Боже Господе, ова ќе нас влегува во респираторниот тракт, значи во белите дробови. Страшно беше, тоа беше пред 3 години. Значи тоа не е од сега. И сега она или што го кажа претходно, дефинитивно овде е потребен едно системско решавање на проблемот. Значи не може само да се заложи општината или градот, мора и владата тука да помогне. Воздухот да се среди, многу се загадувачите, нели? Не можеме да речеме сега општината од различно место. Не можеме ние да речеме фабриките ставете ги филтрите. Тоа сепак ќе мора некој на повисоко ниво да го каже, да спроведе мерки и мислам дека тие се подред на итност сега веднаш одма. Тоа треба сега да се направи, бидејќи ова ми личи како на само уништување, како на само деструкција, искрено да ви кажам. И да, на вистина треба маски и тоа е тоа. Значи по мене без маски не треба да се излегува во овој период. Ќе направиме една мала пауза за реклами. Ќе се вратиме веднаш околу системските решенија и што се нуди и што може да очекуваме во скоро време. Еве не повторно во отвореното студио, вечерва со мене Наум Стоилковски, со мене се четворица прекрасни гости со кои разговараме за една не толку прекрасна тема, а тоа е загадувањето на воздухот и односно, како што кажува и самата тема одоздола на екранот, дишеме или се труеме. Го завршивме првиот дел околу системските мерки. Пешева, како представник на коалицијата О2, ревносен борец за чистиот воздух и здрава животна средина, разговаравме за маските. И секогаш кога ќе се спомне загадување и маските, секогаш го потсетува на оние слики од Пекинг. Магла, маски, луѓе се движат, тука веќе имаме магла, немаме маски, но потребно е системско решение. Какво системско решение предлагате како активни борци за здрава животна средина и што е она што може да допринесе сега и веднаш и одма и без одлагање, како што посочи докторката пред паузата, да може да функционираме нормално во една поздрава животна средина. Предизвикувачите на загадувањето се различни и се во различни сфери.
не е тоа само едно место па ќе го изгасиме тука пламенот и тоа е тоа. Значи, студиите, анализите покажуваат дека сообраќајот има огромен удел, значи горењето во домаќинствата во овој период има огромен удел и исто така имаме индустријски капацитети кои што мора апсолутно инспекторите да и општинските, значи и државните да излезат на терен. Јас драго ми е што денеска слушнав дека заменик министерот ги собира сите инспектори, значи на заедничка средба. Тие се многу малку. Се обидов со него, се извинувам да искомуницирам да биде присутен тука, меѓутоа беше зафатен. Веројатно не успеа, да. средбата во прашање Веројатно е до тоа. Навистина е приоритетно во овој момент, бидејќи само во неколку денови во кои што државните инспектори имаат излезено на терен, значи имаат констатирано палење на отворено, користење на несоодветни горива во индустријските куќи и така натаму. Сето тоа допринесува. Да не збориме понатаму дека на пример во Карпош нашите партнери кои што се во нашата коалиција, ние сме Карпош 4, излегуваа на терен граѓанските активисти во текот на ноќта. Значи ги бара, ги лоцира, ги евидентира за ги слика следниот, да, ги слика со видеа, ги евидентира, за следниот ден ништо да не се случува или инспекторите да не излегуваат или ноѓаат затворени врати. Значи, треба да се работи во сите сфери подеднакво. Она што ќе биде клучно за граѓаните, за да се каже дека сите сме во оваа борба и сите го имаме истиот проблем, значи подеднакво, прво мораме да тргнеме од себе. Значи да разбереме дека зоната на комфорот завршува тука. Дека сите ќе мора од нешто да се откажеме. Доколку возите автомобил кој што е под Евро 4, јас се извинувам, тој мора да биде надвор од сообраќај. Особено во вакви периоди во кои што загадувањето е неверојатно големо и високо. Сите вредностни мерки се големи. Добро, постоја претходно нели некои истражување што е она што се најголеми загадувачи во Скопје и излезе дека тоа е грејењето во зимниот период, така? Да. Па индустријата и трет беше сообраќајот. Грејењето веројатно видете тоа сега тоа, не... државните инспектори имаат многу сериозна работа. Вие знаете дека во летниот период, во летните месеци, во јули, во август, особено во викенд, значи петок према сабота и сабота према недела, се постигнуваат неверојатно високи пикови, кај што не можете да ги, значи во еден пополноќ, во два пополноќ, не можете тие да ги припишете ниту на сообраќајот, ниту на грејењето. Значи во јули и во август тука нешто друго се случува. Тоа се тие диви депонии, значи горење на отворено, кои што не можат граѓаните да ја работат работата на инспекторите. Значи, токму затоа ние апелираме дека бројот на инспектори мора подитно да биде зголемен. И во сите општини и на територијата на Скопје, претпоставам така ќе биде и за другите градови. Значи, мора да има ригорозни казни. Значи, за оние кои што тоа свесно и намерно го прават. Секако мора да го имаме во предвид социјалниот момент кај една група на граѓани кои што во зимскиот период се греат на што ќе најдат. Значи и на масла, и на гуми. Да, значи на пластични шишиња. Јас се обидов да најдам кога беа локалните избори во предизборието, се обидов да најдам да видам добро дали некој државата мора да ќе најде се начин бори да помогне. да се зголеми она мрежа, да се расшири мрежата за централно грејење, да се зголема гасификацијата. Тоа е долг Тоа е долгорочен. Тоа не можеме да очекуваме дека ќе биде за 1, 2 или 3 години. Тоа е Па и може да биде за сериозен процес. Да, добро, како што видов некои податоци, Струмица се има гасифицирано за година и пол, но тоа не знам дали е возможно со таква брзина сега да го очекуваме од Скопје. Треба да бидеме реални, значи да прво да ги решиме овие проблеми кои што можеме да ги решиме на терен. Значи околу грејењето да се субвенционира. Дали ќе се субвенционира струја во овој период, значи грејење на струја, или ќе се субвенционира државата да додели палети за грејење, значи да не се греат луѓето на се што ќе стигнат. Мораме да си ги едуцираме луѓето. На крај на криштата, ако велиме дека тоа се, не знам, 1000 семејства, тие 1000 семејства не можат да чинат здравие, живот и квалитет на живот на сите останати 800.000 жители на Скопје, колку претпоставувам немаме нели прецизна бројка. Значи и повторно ќе кажам, значи да се поттикнува граѓаните да го користат јавниот транспорт, но вие за да ги поттикнете да го користат јавниот транспорт, мора тој да го совршите максимално. Тој треба да биде навистина ефикасен, за да се почувствува граѓанинот кога ќе се качи во јавен транспорт, прво дека стигнува побрзо, второ дека не се прави лом, нели како што се жалат дека е валкано, дека не знам, доцна, дека Јас од искуство можам да кажам дека тој
сегмент е надминат и дека веќе не е до толку така страшно. Ние Дека така предложивме и нови линии, значи во Скопје нови линии се потребни. автобуски линии се потребни и нови автобуси, значи све што е на дизел мора да биде надвор од сообраќајот, да се потикнуваат значи автомобилите кои што се Евро 5, ако не се лажам дека има веќе од автобусите кои што се на Евро 5, но и доколку е можно да се префрлат на газ, идеално би било да се електрични. Да. Ги сме премногу далеку не отидовме вака во меркиве за мора да одиме далеку на за да почеток на добиеме зимава нешто. сме, мислам дека оваа тема дека може да ја збориме и во март исто. Комуналните инспектори и еколошките инспектори, пред малку разговаравме со Џафери, како е искуството на Екогерила во Тетово со инспекциите? Па, Ако веќе разговараме и дека Југохром бил најголемиот, меѓутоа не е единствениот загадувач. Југохром беше во надлежност на власта, не на општината, така да се преместиме во Затоа велам тоа беше, сега има во локалните власти, депонијата. Значи Екогерила постои веќе 4 години, толков беше и мандатот на градоначалничката која е пак избрана. И во тие 4 години само две фирми се казнети од страна на еколошкиот инспекторат на општина Тетово и тие две фирми се пријавени од наша страна. Значи една од нив јас лично ја пријавив и сум инсистирал до општината да и се пишува казна поради загадување на воздухот според законот и кривичниот законник. Значи, за 4 години само две фирми се казнети. Тоа ви кажува, мислам дека јасно како работи еколошкиот инспекторат на општина Тетово, за кој што сме се жалиле и кај господинот Макрадули и кај Министерството за животна средина, поради тоа што веруваме дека немаат доволно надлежности или не сакаат доволно да си ја вршат својата работа. Една од 5 заложби за кои баравме подпис од следниот градоначалник беше и тоа да на овие општински инспектори им се дава повеќе овластување, повеќе моќ или да бидат на исто ниво како инспекторите на управата за јавни приходи, од кои фирмите се плашат, вака да кажеме, да го нанесеме стравот на оваа тема. Мислам дека и тие инспектори треба да имат повеќе надлежности, да можат да пишуваат казни на лице место и да се придонесе на тоа. Но сликата е малку полоша од тоа што би посакале ние, особено со еден мој личен пример ќе ви кажам, откако пријавив еден загадувач пред 2-3 недели, така беше. Ми пишува човекот навечер, кој сум го пријавил, и ми вика кај да ги фрлим овие пластики и овие тапацири, имаше автоотпад господинот, вика кај да ги носам овие, пошто очигледно ме пријавивте поради тоа што ги запалив. И чудното ми беше што инспекторот му кажал на субјектот кој го пријавил, но не ми е проблематично тоа. Проблемот уште поголем станал кога разбрав дека човекот или фирмата не добила никаква казна за тоа. Значи, јас за тоа имам и аргументи, пошто сме разговарале со управникот на таа фирма, кој вика, не бе каква казна, не ми напиша казна. Мислам дека во целост да се осврнеме кон темата, цела Македонија, не само Тетово, има некои многу радикални проблеми со загадувањето, со животната средина и за решавање на тие радикални проблеми треба радикални мерки. Ние не сме задоволни со козметички мерки, со смешни препораки, со некои, барем до сега така било. Не знам како ќе биде од сега па натаму. Имаме нова влада, имаме нови градоначалници, некаде старо нови, но сепак мислам дека би требало да се види како ќе работи новата влада и новата власт кон решавање на овие проблеми. Но сепак таа зона на комфорт што ја спомна и колешката Пешева тука, мислам дека не треба да очекуваме од секој граѓанин да ја има таа свест која можеби ја имаме ние и дека ќе се откажат од тие комодности, но тие радикални мерки кои треба да се преземат од страна на властите, треба да ги принудуваат и граѓаните, и фирмите, и загадувачите да престанат со загадувањето. Знам дека некои фирми, например, Рек Битола плаќа пенали за загадувањето, но тоа не го намалува загадувањето.
Мислам, иако плаќаат казни, не го намалуваат. Така да верувам дека владата треба да направи повеќе за да се надмине оваа криза, ако треба да им се помогне на загадувачите да си постават соодветни еколошки филтри кои се исто така побарани и од законот и од уставот и од законските одредби, но и од многу конвенции кои Република Македонија ги има подпишано со Европска унија. Така да мислам дека наместо да трошиме пари на чоколадо, што би кажал екс-министерот Ставревски, би требало да трошиме на филтри. Јас така би кажал. Пошто од некаде мора да се почне. Гасификацијата е точно е дека е многу голем зафат и ќе треба многу време, но ако Струмица можеше за една година, може и Тетово. Ако не може цело Тетово, можат училиштата. Детето ми учи на школото Лирија, Централно општинско училиште Лирија во Тетово, кое што користи некоја многу лоша нафта за греење и вчера сликавме, значи како од оџаците излегува црн дим и син ми се шегуваше, вика на школа ли ме носиш или у Југогром. Значи поради тоа што така изгледаше. Мислам дека треба некаде да се почне. Можеби нема да бидеме во состојба за една година или за 5 години целиот град да го ставиме под таа мрежа на природен газ, но мора некаде да се почне. Јавниот превоз исто така кој го немаме во Тетово, затоа зборував во првиот дел дека сме принудени понекогаш во... Добро, успеавте ли да се наметнете еве сега на вториот мандат кај староновиот градоначалник, односно градоначалничка? Па госпоѓата Арифи беше една од подписниците на 5 заложби за тетовчаните и ако сакате вака накратко да ви кажам зашто подпиша, зашто се залага. Првата, можеби нема да звучи како има многу врска со нашата работа, е целосна фискална транспаренција. Значи бараме редовно да се објават финансиските извештаи од општина Тетово, иако може да изгледа дека нема врска со нас, има. Поради тоа што значи нашето јавно комунално предпријатие уште се служи со камиони од времето на Тито. Стари камиони од 60-тите, 50-тите години, значи нема доволно инфраструктура за или механизација за чистење на улиците, која не доведува во втората точка, значи што беше редовно чистење и одржување на улиците низ Тетово, барем еднаш месечно. Ова е, можеби е срамно да се побарува во 21-виот век, значи ова Тоа е... е проблем што сите ние го имаме во сите општини, не е тоа само Тетово. Прашина е всушност многу голем учесник во целосното загазување на градот. Улиците на Тетово ги мие само дождот. Некои од тие главни булеварди што ги нарекуваме булеварди. Па не врне и толку често. Третата точка беше јавниот превоз, нормално, да се воведе чист и еколошки јавен превоз и да се организира тој превоз на тој начин со тоа што комбињата што доаѓаат повеќе од селите, околните села, да немаат пристап до главниот дел на градот, да заостанат негде надвор од градот, од каде што автобусите ќе ги земат граѓаните. Исто така во оваа тема беше и значи одржување и заштита и зголемување на зелените површини кои во Тетово некако ни ги снема. И кај нас. Да. Тоа е трендот. Спомнав зголеменото овластување на општинските инспектори и петата, значи последната точка е да се почне со постапка за пренамена на касарната на Тетово во градски парк. Тетово е еден од градовите во Македонија кој нема градски парк. Па сакавме, нели според НАТО стандардите, касарната треба да се премести од населено место, да не ни никнат згради и трговски центри, сакаме тој дел да ни биде парк. И затоа госпоѓата Арифи подпишала, беше една од подписниците, и во овој дел ќе бараме одговорност и ќе бараме отчетност и ќе ја следиме нејзината работа дали ќе иде според подпишаното. Не сакаме да преюдицираме дека ќе биде така или вака. За нов почеток ќе даваме нова шанса да гледаме дали ќе има волја да ги решава овие проблеми за кои ете очигледно во првиот мандат немаше волја.
Јас мора да кажам за гледачите дека се обидов да донесем и гостина од еколошките друштва од Битола, бидејќи беше спомнато рек Битола, меѓутоа во последен момент се слушнавме заради неодложни лични работи, гостинот не успеа да стигне во студиото. Сега разговаравме, ја спомнавте транспарентноста на општинскиот буџет и фискалната сметка, кај се поднесува, зашто се поднесува. Тука мора да кажеме дека политиката доминира кога за секој зафат, дури и граѓанска иницијатива, но она што беше евидентно е дека еколошките движења од било кој аспект земено, дали било тоа во сообраќајот, дали било на точак, дали било за чиста животна средина или за кога се алармира за загаденост и медицинскиот аспект на сето тоа, или дали во Југокром работеле вакви или онакви од етничка гледна точка, постојано се политизираа овие прашања. Се поврзуваа со одредени политички моменти кои што беа нели секојдневница изминативе неколку години. Колку сето тоа го создаваше или го разбиваше ткивото и силината на овие иницијативи. Пешева, пошто бидејќи си и поранешен новинар, можам вака директно и колеги може директно да ти го поставам прашање. Па кај нас тоа немаше никаков ефект, можам да кажам. Значи, во рамки на самата коалиција. Да ве употребат или злоупотребат, Апсолутно дека имаше. Значи, апсолутно дека имаше. Па ние на нашиот последен марш кој што го организиравме за чист воздух на 21 септември, кој што е светски ден на планетата Земја, и го посветивме на мирот, го посветивме за мировниот марш, се симна, значи, ни се приклучи и представници на владата. Но беше заборавен еден важен дел. Ние ги поканивме сите политички партии да се вклучат. Тоа што се приклучи заменик министерот за животна средина и министерот за информатичко општество, ако не се лажам, имаше и уште некои други, значи се приклучи и други партии. Имаше членови на Левица, имаше представници на ДУИ, ако не се лажам, но неите фокусот падна само на една партија, не обвинија дека ите заедно ќе протестираме. Тоа не беше протест, тоа беше марш. Тука имаме разлика нели во термините. Маршот е за, протестот е против. Ние марширавме за чист воздух и сите беа поканети. Она што ние како коалиција меѓу себе си го расчистивме од старт е дека ние немаме време на вистина да се објаснуваме и никому да се правдаме за нашите активности. Ја губи ли енергијата тоа воопшто? Дали ја губи енергијата? Дали ја троши, вија одзема, вија... Не. Јас напротив, значи луѓето кои што влегуваат, значи да расчистиме една работа. Ние сме само обични граѓани кои што се на пат да станат експерти. Значи не натерала ситуацијата, значи да навлегуваме длабински во овие теми, иако не ги познаваме, да се групираме меѓу себе, да се запознаваме меѓу себе за да стануваме посилни. Значи во моментот и сме расчистиле веднаш дека во моментот кога ќе почувствуваме политички притисоци, доколку зависно од ситуацијата почувствуваме потреба тоа да го објасниме или да објасниме, ќе го направиме, во спротивно нема да губиме од енергијата, бидејќи навистина има многу работи, многу проекти на кои што треба да се посветиме, има многу материјали кои што треба да ги исчитаме, многу анализи кои што треба да ги објасниме. Во моментот треба да ја објасниме на владата дека не може буџет за екологија да биде само 1% при ваков навлегуваш во второто прашање, меѓутоа ќе ти дозволат беше нема прашања, тоа сега ги Ако може да додавам нешто особено на оваа тема политичката. Особено за тето беше посочено дека не знам, голем број на македонци работеле во Југокром и со затварањето се оставиле луѓето без работа и фактички беше злоупотребено од еден дел на политичките елити како да е нели затворање и протерување. Вака, значи бројката не е ни важна, но за да го спомнеме тука, значи 60% биле македонци, 40% биле албанци вработените на Југокром, но таа бројка не е ни важна за нас. Значи пошто за нас загадувач е загадувач. И загаден граѓанин е исто така загаден граѓанин. Значи сите дишиме ние, не е дека албанците или македонците ќе се дискриминираат од лошиот воздух. Да, ќе викаат тоа ние имавме еден транспарент рамковен воздух. Значи работата е со тоа што нас не ни беше грижа околу тоа дали ќе ни викаат дека сме политизирани, дали ќе ни се појават политичари на нашите протести и маршови.
Имаше, се сеќавам на едно новинарско прашање кој ме праша дали сте ја поканиле градоначалничката да ви дојде на протест. И јас им реков дека никого не сме поканиле лично. Ова е јавен повик за сите загрижени граѓани. Ако господјата е загрижена, нека доаѓа. Но сепак, најважното нешто е што ние нив ги избираме да ги решаваат овие проблеми, а не да протестираат заедно со нас. Граѓаните или граѓанските активисти како ние. Тоа беше еден од моментите што се случија во Скопје. Да, ние протестираме поради тоа што тие, нашите избрани, не си ги решаваат тие проблеми. А зошто тие протестираат така? Значи, ова е малку чудно да се појават политичари на протести, особено на вакви протести. Маршот беше друг случај и јас мора да признавам дека и во нашите протести и маршови имаше политичари од различни политички партии кои биле таму, протестирале со нас. Имаше и такви обиди да станеме дел од нив, да им помогнеме на нив, но нашиот одговор кон тоа беше цело време ова. Ова за што се залагаме е проблем за сите нас. Значи, вие како политички партии може да придобивате еден ден, два, еден месец, но проблемот ќе остане за секогаш. Затоа немој да се мешате во нашите работи, оставите го ова на нас. Оставете ние да ви се мешаме во. Да. Само Сега, да. за политичкиот притисок што се спомна, тоа е еден важен момент, пошто ние не само што не сме паднале под политички притисок, ние сме го вршиле тој политички притисок над властите. Значи, и така сме препознаети, Екогерила се познава како групација на политички притисок повеќе од како еколошка организација. Не сме ни мејнстрим еколошки, не сме ни зелени, што би се кажало на тој еколошки жаргон. И нашето лого е жолто. Не е ни случајно тоа. Значи, не сме баш мејнстрим еколошка организација, туку сме организација или групација на политички притисок, пошто веруваме дека законите ни се добри. Имплементацијата е лоша. Кој е виновен за лошата имплементација, тоа не воведува кај политичарите, кај властите, било кој. И ако сте фатиле еден момент во време на кампањата, господинот Заев ветуваше во ТЕАРЦ дека Југохром ќе се отвара во март или април и реагиравме во истиот тој ден дека тоа не може да се случува, пошто нема време за ставање на филтри. И 2-3 дена после тоа Заев пак излезе пред јавноста и рече дека во Тетово има еколошки организации кои се критички настроени кон било која власт. И тоа е, мислам дека тој важен дел што може да сте политизирани, но не партизирани. И може да бидете вмешани во политиката, можеби и треба да бидете вмешани во политиката, но не треба да ја дозволите политиката да се вмеша во граѓанското општество. Да, и само јас сакам во овој контекст да кажам дека треба да се остане принципиелен. Значи, без разлика за кого и како се однесува. Еве конкретно, на пример, ние многу пати сме реагирале за сите големи огномети. Знаете огнометот колку загадува. Да не зборуваме дека во сред ноќ се случуваат огнометите кога луѓето одмараат, ги вознемирува и животните. Значи, тоа го правевме кога стануваше збор за комерцијалните субјекти, различни прослави, за партиски прослави, но реагиравме и по завршувањето, односно по прогласување на победа за локалните избори и тогаш добивме пораки, ајде оставете ги луѓето малце нека прослават. Не, извинете, нема. Значи, прекршувањето на принципите почнува во моментот кога ќе почнеме да бараме оправдување. Значи, принципите важат за сите подеднакво и не може да се залагате дека сте за чист воздух и здрава животна средина, а во првиот момент да го прекршите тоа само малку скамели. Време е за втор блок реклами, па потоа се враќаме во студиото со најбитните теми, а тоа се парите и буџетите. Еве неповторно во отвореното студио, вечерва тема е дишеме или се труеме, односно воздух или отров. Со мене се Аријанит Џафери, од Екогерила Тетово, Мими Кимовска Христов, докторка од Клиниката за детски болести во Скопје, Ели Пешева од Коалиција О2 и Верица Андреевска Спасовиќ, активист на Точак, не од организаторите на Точак, туку активист, човек што ги поддржува и што постојано е на својот велосипед. Ајде да продолжиме онаму каде што застанавме, зборевме за политиката и за обидот за политизација и партизација на овие иницијативи кои воопшто се нешто што не загрижува сите нас.
Докторке Мими Кимовска Христов. Имаме нешто заедничко, живееме во исти дел на Скопје. Кој што дел на Скопје е меѓу оние најцрвените кога станува збор за загадувањето лете или зима. Што се случува во аеродром, односно во населбата Лисиче? Тоа е дел каде што прво нема централно грејење, се индивидуални куќи. Каде што веројатно тоа е главната причина или има и уште причини други заради што е фактички Точно дека се голем број индивидуални куќи, збораше веќе или дека потребно е сепак да се пристапи, значи да се дојде преку инспектори или преку било какви некакви представници од општината за да можат да разговараат со луѓето што им е точно потребно да може да се олесни живеачката конечно посебно во есенскиот и зимскиот период во Лисиче и аеродром. Бидејќи го збориме се зимом, сите мерки се некако околу се обраќаат, дали било автобуси, дали камиони, дали коли, дизел, петка, стандарди или газ. Станува збор дека Лисиче не е центар на Скопје, градажна зона голема. Меѓутоа е зона Градажна зона многу голема. Една работа која што мора да знаеме дека таа е точка со најмала надморска висина во цела Скопје, во целата котлина. Што значи дека тоа е као кафече се ги прибира од секаде се го прибира талокот. Сега пием 2,5 на пример. Тоа може да се однесе на големи раздалечини, може би во Карпош се ствараат, а може да стигнат кај нас во Лисиче многу брзо бидејќи е пониска. Втора работа рековте индивидуално грејење. Стварно не знаеме на што се греат сите куќи во Лисиче. Верувајте, некогаш толку многу лошо мириса на пластика, на лакови, не знам, на гуми, пише, не можам да ги одредам, мирисите ми се измеша. Меѓутоа, знам дека е просто неподносливо, пече, боли, просто боли грлото боли. Мислам, вие да живеете таму конкретно и знаете. Ја оставам вие да го кажете, вие сте гости. Да. И вие живеете и вие го чувствувате веројатно истото. Значи, верувам дека ќе мора тоа да го направат во најбрз можен рок и локалните, верувам со помош на централната власт, стварно е потребно системско решение, затоа што ако треба да се во моментов и да се донираат дури пелети или не знам какви горива, мислам еколошки горива за куќите, нека се донираат. Мора да се спаси останатото население. Оние кои што се економски немотивни, навистина треба да им се помогне во моментот. А понатаму нека се субвенционираат. Или како оди веќе сето, тоа јас не знам. Меѓутоа мора. Независно, јас ве слушав дека зборувавте за политиките. Зборувавме години наназад, ќе зборуваме, нема да престанеме. Мислам, здравието и животот не се политика. И не може да бидат политика. И тука нема никаков договор, разговор, преговор со било кого. Токму затоа, веројатно и премиерот сегашен, верувам и премиерот минат или иден, било кој, со нас ќе има некаков поинаков став, ќе знае дека се залагаме за здрава животна средина, за здрави деца, здрава популација. Вие имате, значи, бремена жена, која што со сите истражувања, веќе има последица, веќе имаат последици, значи, откриени во најзагадените Кина, Индија, оние што се, мислам, водечки, последици за формирањето на плодот, значи, од типот на срцеви аномалии, или пак засекање на централниот нервен систем, значи, не помалку важни се, освен децата. Вие имате, значи, категорија на луѓе кои што навистина пребрзо умираат, многу порано умираат. И тука нема политика. Лисиче е најзагадено години наназад. Минатата година, 8 дена еден по друг, бевме најзагаден дел во светот Лисиче. Како да ви кажам, значи, Скопје беше, Тетово бевте прв пат после нас, мислам. 8 дена едно по друго, јас мислам дека објавував неколку пати постои и да не се лажеме, социјалните мрежи кај нас имаат сепак влијание, верувам во цел свет, го објавував намерно тоа да се види дека Скопје и конкретно Лисиче, бројките во Лисиче, кога надминува 1100 и така натаму вредност на PM10, кај нас нема мера за жал на PM2,5, има во Карпош, има во центар, се надевам дека брзо ќе го става. Да, тоа е и една од мерките и мобилните, нели, мерни единици. И тоа мора да се. Чувствуваме, не ни требаат ни мерни апарати. Верувам, меѓутоа за да може да алармирате во светот постојат, нели, од до. Мора да им кажете, за да може да станица е кај крстот е мерната станица. Веројатно треба да исклучите малку повеќе да се мобилизира. Таму веројатно што пострашно.
Многу страшно, да. Сакам на Мими да се надоврзнам. Интересно е тоа дека нашата свесност за загадениот воздух нагло порасна пред околу 3 години, благодарение на апликацијата Мој воздух. Што значи дека еден или двајца луѓе кои што искреираат таа апликација беа во можност да направат огромни промени. И јас тука би сакала да се фокусирам на тоа дека секој од нас може да направи промена, иако тоа можеби не изгледа баш возможно во секое време. Јас сум мајка на 2 деца, од кои што едното се роди пред 3 години, зимата во декември, и јас се најдов во ситуација да проверувам колку е загадувањето, дали да отворам прозор или да не отворам прозор. И завршивме на детска клиника со денови, со респираторна болест и сето тоа, така што сум јас лично засегната од загадениот воздух, поради кој што се преселивме на села, за да децата нели колку толку спијат на чист воздух, меѓутоа ние функционираме во овој град. И сега да се надоврзам и на тоа што кажа Аријанит, јас со автомобил значи одам до села, се возам назад до центарот на Скопје, тука го оставам, го паркирам автомобилот и сите движења во Скопје мене ми се на велосипед. Дали врне, дали студи, дали снег или било што, јас се движам на точак и тоа е возможно. Сметам дека поголемите фирми во Скопје би можеле да одвојат многу мал дел средства да купат службени велосипеди. Тоа се, не знам, 10-20 велосипеди кои што имаше град Скопје, да. Меѓутоа колку јас искрено не сум видела. Не знам кој беше од министерството, Не мислам знам, Министерството за финансии дека започне на таква акција. Да. Меѓутоа тоа може да го направат и помалите фирми. Еден велосипед кошта 50-60 евро, така. Сега во тој дел на пример има европски држави кои што предлагаат субвенции за вработените кои што доаѓаат на велосипед. Дали им давате дополнителни денови на одмор, дали им давате дополнителни средства во рамките на платата, тоа е лесна мерка која што исто така некои помали поголеми фирми може да ја воведат за да дадат пример самите како тоа може да го подобри и јавниот превоз, односно превозот со велосипед, затоа што на прво место секогаш е нели пешачење, второ место е велосипед, а трето место е јавен превоз. А потоа е веќе споделен превоз, затоа што од Забајле многу од нас се возат сами во автомобил. Тоа беше мотото на годинишната кампања на Европската недела за мобилност, вика сподели превоз, затоа што секој од нас живее блиску до некој друг и можеме заедно како порано да патуваме до центарот, меѓутоа повторно би требало да си ја нарушиме зоната на комфорот. Тоа е тој момент кај што секој од нас може да направи промена, колку и да е таа мала, сепак има ефект. Дел од мерките, како што рековме, субвенции за велосипеди или изнеми велосипед или министерства и институции кои што нудеа некоја таква форма, е работа која што се нуди, ја има, постои, центар нели почна да субвенционира велосипеди, па град Скопје, па сите тие мерки. Меѓутоа, она што е интересно е нели свесноста која што беше посочена и воопшто за лична хигиена, нешто пред малку ве слушнав околу тоа градежна зона, па каде шута се истура, па нели тие. Тоа е во голема мера учествува таа прашина во загадувањето, затоа никако не направивме муабет баш доволно, меѓутоа доаѓаме до моментот нели субвенционирање буџети пари. Колку пари од буџетот кој што се планира се двои за нели чистиот воздух, филтри, субвенции за ние колку што алтернативни можевме да возила? видиме, екологијата беше ставена во категоријата со градишништво и транспорт, а таа категорија имаше околу 5%, јас не верувам дека е планирано повеќе од 1-1,5%. Колку е тоа во пари? Па сега не ме држате за збор, немам појма како тоа ќе заврши, колку внатре ќе се распределуваат. Токму затоа овој период е битен, значи за овие мерки што ние не сме Кога прашав колку задоволни. мислам многу, малку, задоволително, Недоволно. Добро. Недоволно, значи поради ситуацијата, поради статусот во кој што се наоѓа целата држава во моментов, особено поголемите градови како Скопје, Битола, Тетово и така натаму, и поради големите проекти кои што ги најавуваа, значи со 1% ништо не правиме. Значи ние инсистираме да се свати темата на екологија, чист воздух и здрава животна средина многу посериозно. Сега, да не се споредуваме со другите држави, малку е смешно и со Словенија да се споредуваме. Мислам, тоа е веќе паралела до зелената Словенија, која што нели беше прогласена Љубљана минатата година за најзелен град во Европа. Блиску, ама уствари многу далеку. Она што сакаме, сега сакаме да се исплани. Дали оние ветувања што беа давани пред изборите
И сите ветувања пред нели во кампањите што беа кажувани и во контактите со вас, знам дека одредени еколошки здруженија учествуваа на средби со сите градоначалници и бара и активира и кажуваа што се бара. Сега преку оваа ставка во буџетот, овие проценти во буџетот може да се реализираат или не. Мислам дека тоа ќе биде доволно вака за една споредба ако направиме. Ние треба да го видиме детално. Сега ќе влезе во собраниска расправа буџетот на 15, ако не се лажам, ноември. Треба да ги видиме прецизно мерките и проектите кои што ги планираат, но сакам пак да кажам, овој период е клучен за да се овозможат што е повеќе, можно повеќе пари, повеќе средства за овие еколошки, така да кажам, проекти. Значи да се влезе во планираните проекти, да се почне со нивна имплементација веднаш. Значи со малку не правиме ништо. Ова зборуваме за државниот буџет. Еве јас имав можност, нашата коалиција беше поканета на состанок со градоначалникот на аеродром во понеделникот. Се надевам дека неговиот пример ќе го следат и другите градоначалници, бидејќи ние мора да соработуваме заедно, значи мора да работиме, ние треба да сме партнери, а не да сме непријатели константно. Општина Аеродром ќе има покачување на буџетот за екологија за повеќе од 20 пати, што е исклучително битно, бидејќи еве за вас посебно бидејќи сте во тој сегмент, сакам да кажам дека има слух. Сега треба да бидеме многу внимателни и треба да бидеме многу темелни во анализите за тоа каде приоритетно треба да се инвестираат тие пари, како да се насочат. Сега ќе прашам уште нешто. Имаше многу мерки претходно, ако чинам беше она некоја забрана за возење возила што беше давано пар не пар, па дали ќе успее или не успее, дали е фер или не фер. Потоа беше бесплатен автобуски превоз, меѓутоа сите тие мерки доаѓа како беше исто кога со горената сезона. Колку дена требаше да бидеме на црвено, еве вака описно кажано, за да може да се функционира. Дали е тоа доволно или мислам дека треба да се смени и да се реагира веднаш. Да, ние сега прашање до сите е ова. Да, па ние инсистиравме за промена на прагот на алармирање, за информирање и алармирање. Има сега различни варијанти. Имаше една нова опција која што Министерството во претходниот состав ја предлагаше. Значи, не, како е сега? Значи, што ние го бараме, па сега ќе ви кажам. Значи, 10 последователни денови. Сегашната 10 дена вредност, треба да биде на црвено за да може да... Но, во новите предлози кои што Министерството ги вака, Светска здравствена организација прво, значи, кажува дека нема безбедно ниво. Тоа што препорачува дека границата треба да е на 50 микрограми за PM10, значи тоа е само препорака. Безбедно ниво не постои. Кај нас Министерството даде некој многу чуден предлог во кој што нивото го качивме за 250, па тој да се намалува нели со тек на време да се спушти на 200, но имаше дополнителни критериуми, односно да нема промена во временската состојба во период од 3 дена. Значи, ако денеска врне, а утре не врне, значи променета е временската состојба, ќе мериме од утре. Па од задутре, ако изгрее сонце, значи пак се променила временската, ќе мериме од задутре. Што значи ние никогаш нема да влеземе во таа фаза на информирање и алармирање. Што сметам дека е многу важно, бидејќи прво си покренува одреден пакет на мерки, значи кога ќе се влезе во фазата на информирање и подоцна во фазата на алармирање, со кој што ги едуцираме граѓаните, а при тоа сметам дека е важно и за самите граѓани да ја сватат ситуацијата на вистина посериозно. Еве, ние завчера, јас се запрепастив дека имаше луѓе кои што сметаа дека затворањето на сообраќајот до средноводно не е добра мерка. Значи, ние мораме да си ги едуцираме луѓето. Како што кажав и предмалку, комфорот, личниот, не можеме да го ставиме во колективното живење. Инаку нема да биде добро за никого. Мора да сме сите малце подготвени на некакви отстапки. Нема да бидеме сите среќни, се разбира, со такви мерки. Меѓутоа, замислете да сме стално во аларми, ние ќе бидеме постојано во фаза на алармирање. Ајде сега, дали сте сите среќни со, еве, денеска имаше од град Скопје за системско, нели, вели новиот градоначалник Шилегов, ќе почне системско решавање на загадувањето на воздухот во Скопје. Посочува дека тоа нема да има дополнителни финансиски импликации врз буџетот на граѓаните и вели системско покачување на паркингот во центар. Дали ова е некој од ваше барање? Системско намалување на цената на јавниот превоз, па вели технички преглед на возилата и категоризација на возилата во Скопје. Да. До крајот на годината дека сето тоа законски ќе биде заокружено и некој уште едно решавање на околу грејењето,
само уште да го најдам. Меѓутоа, ајде овие да ги анализираме. Скалесто на покачување на паркингот во центар, верувам дека ова не се популарни мерки. Не се, Апсолутно. освен за жителите на На центар. центар. И така треба да биде, затоа што не може секојдневното функционирање на луѓето кои што живеат во центар да биде константно доведено во прашање поради напливот на останатите граѓани кои што или имаат работа или функционираат во рамки на центар. Така е во Лондон, знаете, во Лондон за да влезете во централното градско подрачје со автомобил се плаќаат 25 или 30 фунти. Па повелете, платете ако сакате да бидете во Лондон со возило. Добро, сепак Шилегов Не популарно, ама е градоначалник на Скопје и треба да се заложи да го реши тој проблем на ниво на цел град. Вака мене ми изгледа дека е парцелно решен само за општина центар. Искрено кажам. центар го има најголем Добро, проблем вели со сообраќајот. Со скалесто сообраќајот, да. намалување на Со јавниот сообраќајот, на да, цената но на со јавниот загадувањето превоз. не. Да. Центар го нема со загадувањето е проблем. Има Карпош, Да. има Тафтариче, оние зони на градежни што ги зборавме и има аеродром и Лисича. Значи тука можеби треба многу повеќе да се обрати внимание отколку скалесто зголемување на паркингот во центар. Мислам дека е во ред заради другите Мора причини. да се почне. Некаде Од некаде мора да се почне. Да. Јас се Мора разбирам, да се меѓутоа почне треба да и- се Јас мислам дека се добри мерки. Може би треба уште малце да се радикализираат, Да. но мислам дека се добри чекори кон некое подобро време. Ова со категоризација на Тоа возилата, е исто така, мислам многу дека е добар пример поради тоа што пар не пар не фер. Значи, лошото нешто што е кај пар не пар е со тоа што некој што можеби вози Има пар две. возила, има не само има Има и две. не пар. Можеби некој од нас тука има возило со најлоши можни стандарди, а имаме пар броеви, а имаме право да возиме, а се казнува другиот што има возило со добри стандарди, а треба да седи дома поради тоа што е непар. Мислам Може дека ја би предложил уште по-радикална мерка, ова вели дека ваквиот скалесто зголемување и намалување, скалесто зголемување на паркингот и намалување на цената на јавниот превоз, вика ќе биде во денови кога има загадување. Ја би го направил Константно. постојано. Да. Значи да, од некаде мора да се тргне. Значи мора центар да си има повеќе катни гаражи и да си функционира по системот на не само центар, значи градот целот, меѓутоа да, центар го трпи најголемиот товар на сообраќај и мора да се почне да се растеретуваат централните тоа е улици. и поради лошото планирање на градот, Апсолутно. што значи во центарот на градот имаме неколку трговски центри каде што гравитираат секој ден илјадници граѓани, каде Што што не е по светски идат на пазар. стандарди. Да, не е по светски стандарди, затоа значи сите тие коли кои се возат низ центар загадуваат уште повеќе. Јас мислам дека центар би требало да се стави под некаков мораториум, да нема градби за следните 20 или 30 години, ни згради, ни ништо. Поради тоа што треба повеќе зелени површини да има, а не повеќе згради кои уште повеќе ќе го Веројатно загрозуваат. и оние индустријски објекти кои што всушност се дојдоа во сред град, а порано биле на периферија, така што и тоа е веројатно една од причините зашто најмногу доаѓа има до оваа страна, мислам, индустријските објекти, а најмалку имаме зеленило, бидејќи минатата власт и локална власт навистина ги исече дрвата, садевме некои си дрвца, мислам, искрено, реално зборено, и зголемите зелени површини, тревните површини станаа некакви, не знам, бетонски паркови со, не знам, фонтани и така натаму. Тука имаше голем проблем, голем удел и За зеленување секаде е многу потребно и тоа особено со онакви зимзелени. Ако треба и Тоа кровови се на спори зградите мерки. секаде, значи Што тоа правиме се. оваа зима? Ајде, дали може да гледаме да преживееме. крајот на емисијата да го заокружиме во таа насока. Купиме маски. Како во Скопје да се преживее, еве Лисиче или Карпош ли, Јас, како во Тетово да се преживее зимото? Јас предлагам секој од нас еве да се купи маска, како што кажа ми уште на почетокот, затоа што може би звучи смешно 10 луѓе на велосипед денеска, меѓутоа тоа се 10 автомобили помалку на улица. Кога гледаме тоа така, тоа може да биде голема промена. Има патеки веќе, велосипедите се најдостапно средство за кое што ви треба на годишно ниво максимум 20 до 30 евра за одржување, не бараат регистрација. Доколку носите деца на училиште, да, однесете ги децата на училиште во градинка и потоа едноставно земете го велосипедот и на сите состаноци одете на велосипед. За Тетово?
Тетово да се надеваме дека ќе добиеме патеки прво, И дека да ќе возиме повеќе. Не мислам, поголемиот проблем во Тетово со загадувањето сега доаѓа од домаќинствата кои повеќе се греат на дрва. Очекуваме дека ќе има нешто работа кон тоа гасификацијата или природниот газ што се вика. Но не гледаме дека нешто многу брзо ќе се случува поради тоа што барем очекуваме јавниот превоз можеби ќе може да се направи полесно да се решава тој проблем. Но другите проблеми не очекуваме дека ќе се решаваат наскоро поради нивната природа. Не, оваа зима не, но очекувам барем ако има некои мерки како на господинот Шиликов на пример, во Тетово ако се почне нешто да се доведе тој јавен превоз, па после да има поскапување на паркинзите и такви мерки, мислам дека би помогнале до некаде. Сепак проблем се и семејствата кои се економски загрозени и кои што ќе се греат на се што ќе најдат. На нив треба да им се најде решение кое до сега никој ништо не смисли ни нема кажано во Тетово. Тоа отприлика. Ајде, од докторски аспект, од медицински аспект. Докторите ќе имаат многу работа. Да, ќе имаме работа за жал. Така. Јас сум PM сепак частичките оптимист. од 10 и од 2,5 микрограми, читам овде, се најтоксични и најканцерогени познати по тоа што содржат тешки метали, арсен, жива, кадмиум, олово, хром, никел, радиоактивни Да. и што се не. Можете да Се што замислите не го треба да содржат имате во арсенот, организмот. познатиот арсен, познатата жива, олово, кадмиум, сите оние кои што се таложат, се сталожуваат, се навистина канцерогени и имаат кумулативно својство, значи се Добро, кумулираат. колку време треба за да се прочисти организмот? Можно ли е да се прочисти организмот? Па Еве и искрено да да ви избегаме во кажам, село како што па гостинката веќе нема да ги избегале. кумулираме, можеби јас сам постепено со тек на времето веројатно ќе се прочисти, но ако се достигне една одредена вредност, значи во одредена вредност тие стануваат секако канцерогени. А колку што сме ние подолго изложени, а веќе сме 5-та година поред изложени интензивно, не само заради апликацијата, ние сами почувствувавме, бидејќи дел од нашето Почна семејство, мириса конкретно воздухот. јас, имавме генетски предиспозиции за алергиски заболувања и тие ги искусивме пред 5 години. И започнавме борба со хронична обструктивна белодробна болестите. Така да мислам, искрено се надевам, јас сум оптимист, бидејќи овој марш кој што го кажува или кој што се случуваше нашиот мировен марш на одва коалицијата, дојдоа не удостоија некакви представници од власта или од опозицијата тогашна. Јас воопшто мислам, не ме интересира кој беа, слуша, не слуша, гледа и се заинтересира. И сега одиме понатаму. Еве, имавме контакти со градоначалникот на аеродром, господинот Чилегов веќе превзема разни активности, се надевам дека ќе продолжи, дека се првите мерки и дека ќе ги прошири. Искрено некако тапкавме во место 2-3 години. Право зборувам, се надевам дека сега овој пат ќе мрдне работата од мртва точка. Краткорочно, да, долгорочно, мислам, краткорочно се лошо тајмингот, речери на почетокот. Лошо време се случи изборот нивни, сега се надевам дека среднорочните, односно долгорочните ќе можат веќе заедно со помош на централната власт да се реализираат. Сега ги гледам пред мене денеска препораките што се дадени од град Скопје, што воопшто не се различни од оние што беа претходно и затоа и се убаво вака и контакти се. Ајде да видиме дали тоа ќе вроди со плод, како што беше на граѓаните им се препорачува да возилата не се користат без потреба, повеќе лица се возат во едно возило, да се користи јавниот превоз, да се користи суво и чисто дрво без примеси од земја и отпадоци и печките на дрво се користат и одржуваат според упатствата и редовно се чистат оџаците, меѓутоа се ова Само препораки. Тоа се препораки. Затоа се треба само инспектори препораки. на терен Така е. да проверат дали навистина тоа се спроведуваат. Овие препораки на властите, Да, локалните и власти. во прв момент, значи, кога ќе се детектираат тие палења на депониите, значи, веќе кажавме за нив на отворено, треба веднаш да се санкционираат. Во индивидуалните објекти во кои што луѓето немаат средства, значи, нивната социјална позиција не дозволува нели да набават суви дрва или пак не знаат дека животот им е загрозен, значи има неколку мерки кои што може да се применуваат, може да се едуцираат луѓето, може да не се санкционираат веднаш, општествено корисна работа постои како некоја мерка која што може да се изрече, дури понатака. може да се излезе престрет, мислам, вака тоа е најбитно. Па прво мора да ги едуцирате, знаете, прво треба да се провери тие луѓе навистина дали знаат дека животот им е во опасност. Може би и знаат, но немаат
друг начин, него Јас, треба така. да ја преживеат зимата. Затоа велам дека скоро и да нема нешто што може да се направи, но особено не до крајот на годината, бидејќи додека буџетите не се донесат. До крајот на декември скоро ништо да не може да се направи, освен препораките и мерки од овој тип кои што се пониски на скалилото, на мерки кои што треба да се преземат, а веќе од следната година мора да се спремаме за онаа наредна зима кој преживее до тогаш. Можеме на граѓаните ние да им препорачаме доколку можат да си дозволат финансиски да набават прочистувачи за своите домови, Да, тоа е да побараат тоа да го направат нивните работодавачи доколку е тоа возможно во просториите во кои што работат, да користат маски и тоа е тоа. Имате Да се дадете, качуваат затоа на што сакам планина. на крај да дадам простор за препорака од доктор, нели медицинско, дали да излегуваат, да не излегуваат, како да излегуваат, како да се заштитат Да, од медицински. Дали се излегува да се излегува Да, или да. не. Различни се препораките и во светот. Јас стварно, мислам, не можете никого да ограничите. Да. Мора да се оди, мора да одат во училиште, на работа. Мислам, сето тоа се некакви опраски кои што мораме да ги Да се исполниме. ветре простори или да не се ветре или да се чека Леле, дожда да се ветре. Искрено ова што го кажува Ели, камо среќа да имаме намокна влада по нас сите во моментов, да речеме сега, или некоја влада која што ќе донира за секоја семејство прочистувач на воздух, барам да сме помалку време изложени на овој штетен воздух. Не можам да кажам да не се излегува, меѓутоа има одредени граници, значи и така во светот поделено, значи на ниско загадување, умерено, големо загадување и многу големо загадување. Така да сепак да се прати она апликација Мој воздух. Јас ги знам случајно луѓето кои што ја изработија и дечкото, мислам, кој што ги изработи, така да блазесини што имаме и што постои. Па ќе видиме кога е многу загаден воздухот или кога загадан, да се намалат спортски, мислам, активности воопшто, физички активности. Еве, например, Верче ќе се стави сигурно маска во тој момент или така, мислам. Договорен. Има препорака за децата и воопшто да не излекуваат во одредени земји. Многу загадено, воопшто да не излегуваат надвор. Не физички активности или било што. Така да, сепак зависи од тоа што дали вие морате да тргнете некаде, морате нешто да направите или не. Јас лично не би излегувала ако немам потреба во моменти кога не е загаден воздухот. Може државата и препорачувам исто така. општинските власти да обезбедат барем маски за децата, да речеме, до барем за одредена децата. возраст. Ели Пешева, Верица Андреевска Спасовиќ, Мими Кимовска Христоф, доктор од Клиниката за детски болести и Ерјани Џофери од Еко Герила, беа вечерва мои гости. Се надевам дека ќе се видиме можеби во проширен состав, можеби ќе имаме некои представници од властите централни или локални, за повторно да издискутираме. Зимата е пред нас, загадувањето е пред нас, што е уште поточна дефиниција. Се надевам дека ова доцна есен или рано на пролет, можеби ќе засадиме по некој дрво, иако е укината таа нели акција за садење, колку и да е нели оспорувана или не оспорувана, садењето сепак е допринесува кон Можеше да зеленилот. се И секој од нас може да засади дрвце без Секој може акцијата, секој нели? време да засади дрво, Добро, може да треви договориме и да посадиме. засадиме дрво, да Да, дадеме пример па нели можеме, да. за сите. Ви благодарам за учеството во Благодарам. Ви оваа благодарам емисија. на поканата. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмите на телевизија Нова.